Добра вечер. Термин за дневникот на КТВ 31 октомври 2025. На полнок завршува кампањата за вториот круг од локалните избори што ќе се одржат в недела 2 ноември. Со тоа стартува изборниот молк кој ќе трае до 19 часот во недела кога се затвараат избирачките места во општините во државата на кои има гласање во вториот круг. Во вториот круг од локалните избори во Македонија за градоначалник ќе се гласа во 32 општини и градот Скопје, ќе гласаат и жителите на Росоман, Неготино и Демиркапија. Денеска до 24 часот завршува согласно роковникот изборниот закон предизборната кампања. Сакаме да ја известиме јавноста, медиумите, учесниците, партиите, кандидатите, сите согласно изборните правила да го почитуваат предизборниот молк после 24 часот вечерва во текот на утрешниот ден, кога гласаат болните изнемоштени во своите домови, гласаат лицата во казнено-поправни установи и во старските домови за вонсемејна грижа. Исто така, сакаме да уште еднаш да апелираме сите граѓани да можат слободно да го остварат своето право на глас, да излезат и да гласаат. Гласањето е лично и тајно, така што во согласност со сите насоки, правила и процедури на Државната изборна комисија да можат да си го остварат своето демократско право на глас. Исто така апелираме како и до сега до сите изборни органи, избирачките одбори, општинските изборни комисии да ги почитуваат сите законски процедури и сите упатства во врска со постапката на гласање во избирачките одбори и во врска со постапката на утврдување на резултатите во избирачките места, сите упатства од страна на Државната изборна комисија навреме да постапуваат и навреме и правилно да ракуваат со целокупниот доверлив и недоверлив изборен материјал. Во текот на утрешниот ден, кој е ден на гласање, ДИК согласно планот за работа во 3 наврати ќе известува во текот на денот преку соопштенија за текот на гласањето и за излезноста на гласањето. Пред почетокот на утрешното гласање, уште еднаш како и пред првиот круг, сакаме да известиме и да појасниме, да нема забуни во јавноста, дека резултатите од утрешното гласање на болните и немоќните, казнено-поправните установи и старските домови не се бројат утре и не се објавуваат утре. Тие секој глас поединечно, секој гласачко ливче се става во посебно затворено плико, во посебна кутија и тие гласови се додаваат во соодветните избирачки места после завршувањето на гласањето во недела на 2 ноември и се бројат и се отвараат заедно со сите други гласови. Значи, во текот на утрешниот ден од утрешното гласање не се бројат и не се објавуваат никакви резултати. Уште еднаш ги известуваме сите изборни органи, посебно избирачките одбори во секој избирачко место, дека на медиумите, снимателите, фоторепортерите, новинарите мораат да им овозможат непречен пристап, се разбира со почитување на соодветните процедури за снимање и фотографирање во избирачките места, на начин на кој нема да се наруши тајноста на гласањето, односно дадениот глас на гласачкото ливче од страна на граѓаните. Слободно медиумите можат да присуствуваат во секој избирачко место и при тоа избирачките одбори не смеат да им бараат никакви дополнителни овластувања и акредитации од страна на ДИК. Доволни се нивните лични професионални акредитации од соодветната медиумска куќа. Значи, ова е со цел за непречена работа и известување на медиумите за текот на изборниот процес.
Председателот на СДСМ Венко Филипче на денешната пресконференција повика на масовна излезеност во недела во вториот круг од локалните избори со порака дека граѓаните треба да го поддржат трендот на опаѓање на поддршката за владеачката гарнитура. Упатувам честитки за сите наши кандидати кои се бореа за вториот круг во вкупно 17 општини, покажаа што значи искрена борба, честна борба, покажаа што значи директен контакт со граѓаните, покажаа што значи да се направат програми врз основа на сугестиите, предлозите на граѓаните од своите средини и навистина истрчаа, би рекол, една добра кампања. Со што се соочија од другата страна? Притисоци, заплашување, злоупотреба на институциите од страна на ВМРО-ДПМН и знам, имено и за време на периодот пред првиот круг и во овие изминати 2 недели, сведоци сме на континуирани притисоци врз нашите кандидати, членовите на тимовите, на штабовите, од страна на полицијата, од единиците за брзо распределување, понатаму од службите за социјална работа, притисок кон граѓаните, од единиците на управата за јавни приходи, и тоа го детектиравме во буквално сите општини, посебно засилено во овие 17 општини воочи вториот круг. И јасно е дека е тоа карактеристика на ВМРО-ДПМН секогаш кога се на власт, да го злоупотребуваат државниот апарат и да се обидуваат и да спроведуваат подкуп кај граѓаните. Од друга страна, нашите кандидати, луѓе добро препознаени во своите средини каде што живеат и водејќи ја таа искрена и фер кампања, барам максимална поддршка за нив во вториот круг. Сакам јасно да порачам дека гласањето е нашиот најмоќен протест против неспособноста, најсилен отпор кон апатијата и единствен начин да изградиме општества што се фер, нормални и општества што се блиски до граѓаните. Во недела секој глас може да направи и ќе направи разлика. Ве повикувам да излеземе масовно на гласење. Гласите, изберете локална власт која е вистински сервис за граѓаните. Нека овој втор круг биде нашата јасна победа, не само во бројки, туку победа во свеста, да покажеме дека народот разбира, порачува председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Нека овој втор круг биде нашата јасна победа не само во бројки, туку како што кажав победа во свеста, да покажеме дека народот разбира. И сега не зборувам како политичар, туку како човек што верува дека оваа земја може да биде нормална. Како татко што сака децата да живеат овде, а не да прашуваат колку чини билетот до Минхен или Чикаго или Рим или Мелбурн или Љубљана. И ми дозволите да се подсетиме на зборовите на Јован Павле II. Иднината започнува денес, не утре. Ние ја започнавме нашата иднина и нема назад. Затоа на вториот круг излезете гордо, достоинствено, мирно, со разум и со срце. Направете го вистинскиот избор. Изберете свој човек, изберете го своето место, затоа што се бориме за вашата, за твојата иднина. И кога некој ќе рече, никој ништо не може да смени, ти само одговори му, погледни околу себе. Ние сме тие кои заедно ќе менуваме. Затоа верувај во себе си и верувај во Македонија. И таа верба нека те води во деновите кои доаѓаат и при одлуките кои ги носиш, при изборите кои ги определуваш за себе и за своите најблиски. Македонија ќе оди напред, Скопје ќе биде гордост на сите и победата ќе биде победа на народот. Ќе завршам со нешто што секој од нас го знае. Никој не може да ја сака Македонија повеќе од нејзиниот народ. Не странци, не дипломати. Ние сме тие што се чувари на Македонија. И затоа, кога ќе излезете на вториот круг, не гласате само за градоначалник или советник,
Гласате за ред, за достоинство, за иднина. Гласате за своето место под ова небо, за да ја погледнете својата земја без срам, туку со гордост. Да сте здрави и живи и Бог да ни ја благослови нашата Македонија. Ви благодарам од срце. Лековите против згручување на крвта, еноксапарин и надропарин, популарно познати како Клексан, од крајот на ноември ќе бидат на позитивна листа на лекови, кажа денеска директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Овие лекови може да се користат како продолжено домашно лекување, по амбулантско или болничко лекување. Овие лекови досега беа на позитивната Б листа и за домашно лекување граѓаните мора да користат рефундација. До крајот на ноември овие два лека ќе бидат достапни во аптеките на рецепт. Тука имаме двојна добивка. Граѓаните, пациентите, нема да мора да одат по шалтерите да ги рефундираат средствата за овие лекови, а второто е дека ние ќе имаме помал притисок за работа и ќе можеме да се концентрираме на други прашања. Ова е уште еден чекор на префрлање на лекови од болничката на аптекарската листа, изјави Клековски. На граничниот премин Табановце запленети 130 килограми марихуана. Самиот збор случајност, дали е случајно фатката, ако мислите, мораме да ги разграничиме. Да. Немаше никаква дојава, значи никаква дојава, еве ги, луѓе се тука, овие колеги, ја имаат фатено дрогата, без никаква дојава, со искуство, значи има доволно искуство да проценат што и како да контролираат. Оние наши стандардни, нели, во наводници мерки што ги преземаме, тие ги по насока на нивните предпоставени ги спровеле. Верувате дека сме преискусни вакво нешто да ни помине. И доколку сметате дека 130 килограми е мала пратка, тогаш тука имаме недоразбирање. Значи 130 килограми не се фаќаат секој ден. Вратете години назад, ќе видите дека вакви количини не се фаќаат секој ден. А по однос на ова, верувајте дека знаеме што работиме, колегите цариски службеници знаат што работат, го обезбедуваме ние граничниот премин во секој кога имаме вакви фатки, знаеме што правиме и на другите ленти. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски за Алсат изјави дека зголемувањето на цените на светските берзи предизвикало изголемување на цените на нафтените деривати на локалниот пазар. Компаниите од кои што доаѓа нафтата во Македонија, односно нафтените деривати, на ниту еден начин не се погодени од овие санкции, така да во тој дел нема да имаме никакви проблеми. Сигурноста во снабдувањето со нафтени деривати е обезбедена и во многу потешки услови пред неколку години, кога во најголем мек беше енергетската криза, немаше никакво загрозување на редовното снабдување со нафтени деривати во државата. Синоќа во музеј Галерија Кавадарци беше отворена изложбата 65 години ансамбл Манифико. За исклучително богатото творештво на ансамблот говореа акторот Предраг Павловски и виш кустос-етнолог Томе Крстевски. Посетителите имаа можност да видат над 200 експонати, постери, плакати, грамофонски плочи, CD, фотографии и награди од над 30 годишното творештво на ансамблот, од многобројните гостувања со концерти низ целиот свет. Изложбата ќе трае до 10 ноември. Повод за и подготовка и реализација на ова мощна, атрактивна и по многу нешта необична и посебна изложба представува одбележувањето на јубилеот 65 години ансамбл Манифико. Севкупното 31 годишно уметникување на овој ансамбл проследено е од нивното мото: овоземниот човечки живот има смисол само кога се поседува чувство дека сме некому потребни и дека некои нам ни се потребни. Оваа мисла е родена по едномесечно вриење и привривање кај Пантелеј Панче Кочовски,
првиот од основачите и член на овој музички состав, се до неговото престанување со работа и автор на монографијата Ансамблот Магнифико, мит, легенда или реалност, како дело со трајни вледности. Во 31 годишната уметничка одисеја на Ансамблот Магнифико дадоа свој огромен придонес 10 постојани и 2 повремени музички уметници, врвни мајстори на својот занает. Како прво, Невенка Кочовска, солистички вокал и звезда на Ансамблот Магнифико. Крсто Таушанов, солист на гитара, придружен вокал и вториот од основачите на овој музички состав. Пантелеј Панче Кочовски, вокален солист, ритам гитара, придружен вокал, перкусионист, ударачки инструменти и првиот од создателите на Магнифико и уметнички менаџер. Петар Галев, солист на гитара, бас гитара, вокален солист и придружен вокал. Димитар Митко Томов, ритам гитара, вокален солист и придружен вокал. Јане Коџобашија, ритам гитара и придружен вокал. Хозе Свиличич од Аргентина, клавиатури и харфа. Владимир Негоевиќ од Боливија, вокален солист и ритам гитара. Димитар Денки Павловски, солист на гитара и придружен вокал. Миле Барбаровски, тапани и други ударалки. Миле Лукаров, клавиатури. Константин Коце Икономов, солист на гитара и вокал. И Борис Низамовски, во севкупниот период на работење и обстојување на Ансамблот Магнифико, маестрално успешно ја обавувал функцијата на импресарио, тоест менаџер. Ансамблот Магнифико е основан во далечната 1959 година и во својата 31 годишна уметничка одисеја достигнува интернационална и интерконтинентална афирмација. На својот репертоар има над 320 композиции од Латинска Америка и Шпанија, од кои над 220 на носачи на звук, 80 номери за 30 на радиостаници во поранешна Југославија и Европа, 28 мали музички плочи, 5 лонгплей албуми, 4 аудиокасети, 2 CD-а и неколку DVD изданија. Најголем дел од изданијата, како што рече и почитуваниот колега, се продавани во златен и сребрен тираж. Во своето над 30 децениско постоење, Ансамблот Магнифико има настапувано во над 42 земји ширум светот. Изведени се околу 4300 концерти со вкупна публика од над 8.700.000 посетители. Ансамблот учествувал и во театарски продукции, снимал музика за телевизија и филм, а во 16 ТВ студија низ Европа и Русија се снимени над 140 телевизиски емисии и блокови, со учество на бројни познати вокални солисти. Има настапувано и за југословенскиот председател Тито, пред мексиканскиот председател Лопес, како и победникот на Санремо Тони Далара. Да погледате уникатна изложба која досега не е во Југославија направена од карактерот на забавната музика, едно. Второ, од кој ќе ја погледате, ако ви недостасува некаква информација, уште некоја информација, велам, јавете ми се, тука сум, ќе поразговараме и ќе ви дообјаснам уште што се направил овој ансамбл. Продолжуваме со спортот. Заради изборите, прволигашите ќе играат од понеделник до среда. ГФК Тиквеш во вторник го чека тешко гостување кај Работнички. Се уште не завршило 11-тото коло, последно од првиот круг во првата македонска фудбалска лига, а веќе се кројат планови за 12-тото, кое требаше да биде на програмата овој викенд. Од 11-тото коло се одиграат 4 средби. Арсими Работнички 2-2, Македонија Ѓорче Петро Башкими 1-1, Шкупи Струга 1-2 и во братската пресметка Пелистери Тиквеш одигра Ептен Братски без голови 0-0. Денес своите средби ги одиграа Брера Шкендија и Вардар Силекс. Поради предстојниот втор круг од локалните избори, 12-тото коло ќе започне во понеделник со средбата Арсими Башкими. Во вторник, 4 ноември, своите средби ќе ги одиграат Македонија Ѓорче Петров Струга и Работнички Тиквеш.
Во среда ќе играат Брера Силекс и Пелистер Вардар, додека Шкупи и Шкендија својот надпревар ќе го одиграат на 15 ноември. Второлигашите утре сабота ќе ги одиграат средбите од 10-тото коло во кое ќе се сретнат Охрид Тетекс, Слога Виница Брегалница, Осогово Победа, Големо Конјари Саса, Детонит Новаци, Шкендија Рачиново Кожув и Беласица Вардар Неготино. Во третата македонска фудбалска лига група Југ исто така утре ќе се одиграат средбите од 8-то коло. Росомон во ова коло е слободен, бидејќи требаше да игра со Слога од Лажани. Екипата на Венецо Дисан ќе му гостува на тимот на Башкими, додека Дреново на домашен терен ќе го пречека лидерот Борец од Велес. Млекар ќе го пречека тимот на Ултрас, Превелец е фаворит во дуелот со Тополка, а Питогули во Крушево ќе игра со Влазними Јуниор. Тиквеш Голден Игл во недела му гостува на Новаилијата Маџари, кај девојките про баскет во сабота ќе го пречека Патриот, додека Спорт тим ќе му гостува на Бадел. Дел од екипите кои настапуваат во машката кошаркарска Суперлига веќе играат во турборитам, бидејќи имаат обврски и настапи на европската кошаркарска сцена. Овој викенд на програмата се средбите од 5-тото коло во домашниот шампионат. Утре сабота, 1 ноември, Чаир, излезот од кризата, ќе го бара во дуелот со Кожув. Гостивар го чека незгодно гостување кај Работнички, кој влезе во ритам, а во дербито на колото, МЗ-та ќе го пречека Куманово. Во недела ТФ е фаворит на гостувањето кај Феникс, исто како и Пелистер кој му гостува на тимот на Ангели. Тиквеш Голден Игл во ова коло ќе му гостува на Новаилијата во лигата Маџари. Кавадарчани се фаворити на хартија, а Маџари покажа дека знае да биде незгоден противник за сите. Кај девојките на програмата ќе бидат средбите од третото коло. Во Кавадарци екипата на ProBasket во сабота од 16 часот и 30 минути ќе го пречека Делчевски Патриот, кој е противник по мерка и можност кавадарчанки да прокнижат втора победа во серија. Во скопската пресметка Вардар ќе го пречека МЗ-та, а во дербито на колото и дербито на истокот Крива Паланка ќе го нагости шампионот Баскет Кам. Во недела ќе се одигра само еден надпревар во кој Бадел ќе го пречека тимот на Спорт тим од Неготино. Времето утре претпладне по одделни котлини ќе има услови за појава на магла, во текот на денот ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб ветер од југоисточен правец, температурата во интервал од 6 до 21 степен. Во понеделник попладне во текот на ноќта и во вторник ќе има повремени локални врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни. Ќе започне да дува умерен до засилен северен ветер, а дневните температури ќе опаднат за неколку степени. Од среда повторно се очекува стабилно и суво време. Ги гледавте содржините во дневникот, ви благодарам на довербата и вниманието, ви посакувам пријатна вечер.